Во студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. По 2 недели пауза, пратениците од денеска стартуваат со редовни активности. Закажани се седници на повеќе собраниски комисии, но и 2 пленарни седници. Колешката Катерина Нешкова е во собранието, ја вклучуваме во живо во овие вести. Катерина, на дневен ред на денешните седници се и законски измени кои треба целосно да забранат употреба на пиротехника во затворени простори по несреќата во Кочани. Дали стартуваше седницата? Да, така е, Деспина, по 2 недели немање на седници ниту во пленарната сала, ниту пак на собраниските работни тела. Денеска за прв пат по на страшна трагедија во Кочани се состана со собранието. Почна седниците со работа и она што е битно е дека во знак на почит на жртвите од ваквата несреќа тие одадоа едноминутно молчење во собранието. На тој начин сакаа да се одолжат и да изразат почит, како што реков, за несреќата, имајќи предвид дека изминатата недела беа целна критики за тоа дека воопшто не се состануваат и не работат. Ставовите на партиите и понатаму остануваат дека и покрај тоа што немало седници, сепак тие биле активни со изработка на законски решенија, меѓу другото и ова законско решение кое што ти го спомена во најавата се работи за измени во законот за јавен ред и мир, и тоа и во делот на забраната за употреба, целосна забрана за употреба на пиротехнички средства во затворени простори, во затворен простор. Доаѓа предлогот од страна на ВМРО ДПМН, пратеничката група на ВМРО ДПМН, но јасно е дека ќе биде поддржан од сите пратеници. Дополнително покрај оваа забрана за сите оние кои што сепак ќе го прекршат законот за јавен ред и мир, ќе се соочат и со 10-кратно повисоки казни од оние кои што законодавецот ги предвидел предходно, па така за физички лица казната може да изнесува и до 250 евра, додека пак за правното лице и неколку илјади евра. Исто така се прават измени во овој закон и во делот на пристапот на малолетниците после полноќ во клубови, ноќни клубови и кафеани ресторани кои што работат по полноќ. Казните исто така и тука се зголемуваат, ќе се мора да се воведе поголема евиденција од страна на сите овие угостителски објекти за тоа кого пропуштаат и кого служат во своите локали. Казните изнесуваат дури и до 5.000, па дури и 10.000 евра во некои случаеви. Законските измени ги образложи од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМН. Тие се носат по скратена постапка и се очекува да бидат изгласани до крајот на работниот ден. Се споменува дека собраниските комисии ќе работат во попладневните часови. Она што е битно и што го веќе го споменав е дека и опозицијата ќе даде поддршка. Тоа беше најавено и на пресконференција. Предлагам да го слушнеме овој став на СДСМ. Денес е на дневен ред потребата од донесување во скратена постапка за законот за јавен ред и мир. Ќе го поддржиме, со тоа што ќе имаме одредени амандмани по донесувањето на потребата во делот на прекршочните одредби. Трагичната несреќа во Кочани ги мобилизираше партиите и за други активности во рамките на собранието и надвор од него. Всушност, знаеме дека лидерот на опозицијската СДСМ предложи лидерска средба на оваа тема, што делумно како со посебни точки план за расчистување на сите оние нејасноти кои што постојат околу несреќата, со тоа што ваквиот предлог беше прифатен и од страна на Мицкоски. Вчера тој кажа дека е подготвен да го слушне Филипче за тоа што каков план предлага. Иако детали за се уште за лидерската средба нема, нашите информации говорат дека лидерот на СДСМ Венко Филипче утре во 11 часот на пресконференција ќе ги соопшти своите предлози. Исто така СДСМ предложи и анкетна комисија која што ќе расправа овдека во собранието, а ќе се однесува токму на несреќата, што пак исто
Исто така беше прифатено од ВМРО ДПМН со тоа што побара и поширок опсек. Сепак партиските тела и на едната и на другата партија ќе треба да одлучат во кој формат и во која форма ќе се предложи ваквата анкетна комисија. Еве го ставот на СДСМ околу тоа. Оставаме шанса на институциите. Истрагата е во тек и затоа нашиот став е дека треба професионално и неселективно да се заврши целата истрага, да не обструираме во текот на истрагата, по завршувањето на истрагата, како Социјалдемократски сојуз ќе излеземе со став за идните наши действувања. Анкетна комисија во собранието или посебна собраниска комисија во собранието околу трагичната несреќа во Кочани побара и од Демократската унија за интеграција. Тие понатаму тврдат дека истрагата која што била спроведена за овој случај е селективна, особено имајќи предвид дека во незе се нашла и поранешни функционери на ДУИ кои што во моментот на несреќата не извршувале никаква функција. За тоа како ќе се одвива дебатата по однос на заострените казнени политики во делот на употребата на пиротехника и присуство на малолетници во локалите, како и политичките прашања околу формирањето на анкетната комисија, ќе гледаме детали и во вестите во 16. Да, Катарина, остануваме да следиме денешната собраниска седница. Јас ти благодарам за овие информации. Многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание. Полека се подобрува здравствената состојба на повредените во пожарот во Кучани. Министерот за здравство утрово информираше дека во земјава се лекуваат уште 20 пациенти, а во странските центри уште 80. Денеска е најавено враќање на уште 20 пациенти кои се лекуваат во странство. Таравари вели дека е подобрана состојбата и на еден од четворицата пациенти кои се во критична состојба. Вкупно ни остануваат од 193 пациенти, за среќа само 100 пациенти кои што се лекуваат, од кои што за среќа денеска имаме само 3 критични. Во Македонија се лекуваат 20 пациенти, на клинички центар 5, Стара Градска 7, 8 септември 5 пациенти и во приватните болници 3. Надвор од државата се лекуваат 80 пациенти и денеска се враќаат уште 20 пациенти. Така да најави имаме за враќање на повеќе пациенти до крајот на неделата. За сега оваа недела ги очекуваме повторно полесните пациенти да се враќаат, тие што се рехабилитирани комплетно. За тие потешките веќе ќе разговараме од идната недела. Кажав дека имаме неколку опции. 8 септември да адаптираме центарот, ковид центарот кој што беше. Центарот за рехабилитација во Козли исто така е подготвена со повеќе кревети. Меѓутоа имаме понуди и од надвор од државата кои би биле рехабилитирани подолгорочно, нормално без трошоци од државата. Меѓутоа за тоа веќе почнуваме од идната недела да зборуваме кога веќе ќе се најавуваат потешките пациенти. Ангел Сарамаков од Велес, полицаец и член на обезбедувањето на премиерот Христијан Мицкоски, доби 30-дневен притвор под сомнение за оддавање службена тајна. Тоа е спроведен во истражниот затвор во Шутка, каде ќе издржува мерката, потврди утрово директорот на истражниот затвор. Сарамаков беше фатен во акција спроведена од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција и Министерството за внатрешни работи, а беше затекнат во возило БМВ заедно со уште едно лице кое засега не се гони. Кога бил претресен, кај Сарамаков во автомобилот бил пронајден ранец со службени материјали од Министерството за внатрешни работи, а од двете лица се одземени мобилните телефони и се уапсени. Поради тајноста на истрагата, засега не се откриваат детали за документите, нивниот извор и наменитите приматели. Неофицијално, обезбедувачот на Мицкоски соработувал со криминалната група од Грчац. Повеќе детали од истражните органи се очекуваат во текот на денот. Сада само пак прашува кој му ги дал доверливите информации на обезбедувачот на Мицкоски. Опозицијата утрово изразува сомнеж за постојање на координација и соработка помеѓу најблиските лица на Мицкоски и криминалното подземје. Како што кажавме и како што информиравме јавноста и утрово, како што кажавте и вие во утринското соопштение, да, вчера видовме дека под притисок на јавноста МВР кажа дека член на обезбедувањето на премиерот Мицкоски
е уапсен токму поради издавање тајни информации и тоа на група во Грчец, но она што не го кажува Министерството за внатрешни работи, она што останува како мистерија, е тоа дека членот на обезбедување, кој што го направил лично Мицкоски, нема никаков пристап до тајните информации. Кој му ги доставувал тие информации? До каде ќе оди ова истрага? Од она што досега го гледаме е дека дефинитивно личното обезбедување на Мицкоски, односно обезбедувањето кое што го бира тој, се поврзани со многу скандали, што се поставува прашање кој ги диригира и комуникациите со наркокартелите во државата. Се сеќавате и на случајот кога претходно член на обезбедувањето на Мицкоски истепа полициски службеник во акција кога требаше да се сузбива дрога во еден од кафе-баровите во Скопје. Што значи МВР должи одговор да кажат како ги добивал информациите и кој му наредил да ги дава тие информации на ова група, бидејќи истиот тој немал пристап до тие информации. СДС е тешко да свати, но кога последен пат бил уапсен член на обезбедувањето на премиерот во звраќајата од ВМРО-ДПМН. Разбираме дека после се што и направија на Македонија, тешко е СДС да ја свати борбата против криминалот. Но нема милост за криминогените, дали бил член на СДС, член на ВМРО-ДПМН или обезбедување на премиерот. Законот за сите подеднакво ќе важи. Наместо да поздрават акцијата на Министерството за внатрешни работи, да научат како државата мора да ги победува тие кои ја злоупотребуваат. СДС како дете на кое ништо не може да му се погоди, само реагираат колку да кажат нешто. А во недостаток на автентична политика и конкретни и реални решенија стои во реакцијата на владачката ВМРО-ДПМН. Коалицијата вреди не излегува од владата, иако Таравари потврдува дека има одредени разидувања внатре во коалицијата. Вели дека во следниот период треба да работат на подобра синхронизација помеѓу четирите партии. За сега не планираме да излеземе од влада, така да продолжуваме. Има едно незадоволство од функционирањето на ВЛЕН, тоа е повеќе поради тоа што има една десинхронизација меѓу партиите кои што се дел од ВЛЕН. Тешко е една партија, а камо кога се 4 партии, така да ни треба подобра координација и впечатокот е лош во народот дека ВЛЕН не делува како што треба во владата. Има доверба во владата 70%, а колку се задоволни на прашањето од ВЛЕН во владата е околу 30 и нешто %. Така да мислам дека недостасува таа добра синхронизација меѓу партиите кои што сме дел од ВЛЕН и се надевам дека тоа ќе се поправи во идниот период. Како да се затворат постоечките депонии и ѓубришта, регионален систем за управување со отпадот и потребните реформи кои треба институциите да ги направат заедно со општините. Ова се дел од темите на конференцијата за одржливо управување со отпад, проект финансиран од Шведска. Средствата за капиталните инвестиции се обезбедени за сите региони за управување со отпад. Имаме средства кои што се грант од Европската унија преку ИПА програмата, но имаме и заем од Европската банка за обнова и развој за останатите региони кои што не беа покриени со овие грант средства од Европската унија. Значи средствата за капиталните инвестиции се обезбедени. Она што сега ни предстои е да почнеме да го воспоставуваме тој систем, да ги воспоставиме структурите на терен кои ќе оперираат во иднина со овој регионален систем за управување со отпад. Во Новаци и во моментот имаме голем проблем со отпадот, затоа што од неколку општини од регионот се депонира отпад на депонијата, односно на ѓубриштето во Мегленци, која што е крајно нестандардизирана, нерегулирана и не знаеме ни што се облага, ни што се носи таму. Овој проект би наложил во иднина, ако сето добро се спроведи и реализира, и онака како што ги црпиме искуствата и практиките од западноевропските земји, дека ќе биде центар за управување со отпадот, односно фабрика која што ќе го управува отпадот онака на правилен начин како што го прават сите развиени западноевропски земји. Во општина Прилеп веќе имаме 23.000 доделени, односно предадени на домаќинствата селективни канти, што значи дека имаме опфатено повеќе од 12.300 домаќинства,
Тоа е долгогодишен процес, веќе моите сограѓани успешно се справуваат, успешно го организираме тоа одлагање на таков отпад. До прво имаме во фаза, завршна фаза е фабрика за селектирање на тој отпад и останатиот дел од отпадот треба да го депонираме во односно формираната централна депонија во Новац. Празничниот викенд го исполни Охрид со домашни и странски туристи. Градот веќе се подготвува и за великденските и првомајските празници. Охрид останува привлечна туристичка дестинација. По изминатиот продолжен викенд поголем наплив на посетители се очекуваат за великденските и првомајските празници. Во викендите најбројни се гостите од соседните земји, но не изостануваат ни европските, и тоа претежно оние кои се дел од балканските тури. Оваа година за Великден, пошто се и католичкиот и православниот Великден во исто, имаме од цела Југославија, од Бугарија, од Романија и од Турција, така да ќе сме многу посетени за Великден. Од Грција традиционално знаеме дека ни доаѓаат гости, така да и од Грција ќе имаме гости. Туристичките работници велат дека ова лето нема да има драстично поскапување на цените во сместувањето и гостителските услуги. Цените не мислам дека се повисоки од лани и цените мислам дека се приступачни. Мислам дека имаме малку хотели. Колку и многу хотели да се изградат, значи ево еден повик до владата да организира да може да се изградат хотели. Оваа сезона се очекува зголемување на бројот на туристи кои ќе доаѓаат и преку Охридскиот аеродром Свети Апостол Павле. Во текот на летната сезона и летниот ред на летање во 2025-та ќе има 7 редовни летови со 6 авиокомпании. Нина Ритоновска, Сител телевизија. Силно невреме ги погоди грчките острови